Централен митинг на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во Скопје пред Македонското собрание, централен митинг на СДСМ и Коалицијата за живот во Велес. Двата митинзи започнуваат вечерва во овој момент во 19 часот. Одиме најпрво пред Македонското собрание, каде до предмалку траеше отворената програма на Сител телевизија. Александар Спасовски таму ја анализираше првата недела од ова наше предизборие, односно од официјалниот старт на кампањата заедно со твоите гости. Александар, најпрво, каква е атмосферата пред Македонското собрание каде треба да започне централниот митинг на ВМРО ДПМН и кои беа клучните пораки од твоите гости аналитичари во отвореното студио на Сител? Цаци, колку што успеав да те слушам, атмосферата пред Македонското собрание можете да забележите и од кадарот зад мене. Огромен број на граѓани се собрани тука за да го проследат централниот митинг на ВМРО ДПМН во предизборната кампања за изборите на 11 декември. Веќе се е подготвено, како што може да забележите. Меѓутоа, проблем за нас, новинарските екипи, е што не можеме да воспоставиме добар контакт со нашите студија со оглед на тоа дека овде навистина е премногу гласно. Од оно што е најавено, од оно што се очекува овде пред десетици илјади граѓани кои што се собрани пред Македонското собрание, треба да се обрати лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Меѓутоа, од оние информации со кои што располагаме, ексклузивен гостин вечерва на митингот на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе биде еден од европратениците, дел од Европската, од ЕПП партијата, сестринска партија на ВМРО ДПМН. Како што кажа и ти во најавата, пред малку заврши отвореното студио на Сител, каде што со политичките аналитичари Владимир Божиновски и Сашо Клековски го анализиравме, направивме пресек на текот на кампањата во првата недела, па можеме да видиме и дел од нивните позиции. Клучното прашање во првата недела од кампањата е дали кампањата ќе не води кон крајната цел, а тоа се фер демократски избори. И за мене се две прашања важни. Тоа е раздвојување на партијата од државата и балансирано представување во медиумите. Јас не правам мониторинг на медиумите и на содржините, меѓутоа мојот впечаток е дека имаме видливо раздвојување на партијата од државата, односно во главном доминираат митинзи, нема отварање на градинки, школи, патишта. Што е позитивен исчекор секако. Да. И второ, јас се надам дека медиумските извештаи го покажуваат тоа. Мислам дека одстапениот простор на двете главни опции е балансиран. 11 декември изборите ќе значат и крај на кризата или постои простор за и понатамошно нејзино развлекување? Не, значи, треба да се исполнат одредени да кажеме предуслови кои што се договорени во изминатиот период, но со самиот чин на изборите, каде што сите актери се должни да легитимираат новата власт, што е најважно. Мислам дека ќе го означи почетокот на резолуцијата на сите оние причини кои што беа поставени и поради кои што почна кризата. Отсуството на тензија ќе придонесе едноставно општеството да се врати во своите нормални текови. Клековски, очекувате ли крај на кризата на 11 декември? За да 11 декември биде крај на кризата, прво изборите треба да бидат први демократски. Оно што мислам дека сега може да се направи е да се деескалира малку негативната кампања, бидејќи поларизираноста во општеството е релативно висока како резултат на овие 2 години криза. Мислам дека малку посмирен тон на кампањата ќе придонесе да малку се намалат тензиите. Да нема големи тензии на денот на изборите, да завршат изборите предемократски, да не само што ќе слави победникот, туку поразениот го честита исходот и од тука да почнеме со прифаќање дека идниот состав на собранието на владата ќе бидат легитимни. СДСМ на овие избори направи еден обид да ги привлече албанските гласачи.
колку тоа ќе му донесе прилив на нови гласови на СДСМ и дали приливот на албански гласачи и тие позиции на партијата можат да влијаат на одлевање на гласачи од македонскиот етнички блок. Тоа е секогаш меч со две острици. Значи, ја повторно ќе кажам, СДСМ можеше да привлече албански гласови и без да влегува во некакви ветувања од корпусот на етнички барања кои што се спротивни со нивните главни подржувачи, односно неалбанскиот корпус на гласови. Значи, македонците сите останат. Така да, ти можеш да отидеш по селата каде што се предоминантни етнички албанци, да им ветиш пат, да им ветиш вода, да им ветиш стабилен извор на електрична енергија, да им ветиш училиште и градинка. И со тоа да ги привлечеш. А да отидеш и да им ветиш некакви барања кои што се и порадикални од она што им го ветуваат етничките албански партии, мислам дека може да резултира со одреден прилив на албански гласачи, кој што ќе биде занемарлив во секој случај, но исто така тоа со сигурност ќе резултира и со одлив кој што де факто ќе биде поголем од приливот на етничките албански гласови, одлив кај останатите гласачи кои што се. Во конкретниот случај СДСМ влезе во еден ризичен проект да се надпреварува за гласовите на незадоволните гласачи етнички албанци, за кои ќе се надпреварува и БЕСА, и ДПА, и СЕЛЯ, и други политички партии, што Вајко ги спомна, значи таму раздвижувањето и конкурентноста е многу поголема, а од друга страна поизраността меѓу етничките македонци и етничките албанци на прашањето на целосна двојазичност е толку голема да тоа прашање не може да се реши со на двата митинзи и двете кампањи. Може само непотребно да се подигнат емоциите и тензиите околу тоа прашање. Тоа е секако прашање што не се разговара и решава во кампања. Цаци веќе комплетно исполнета улицата овде пред македонскиот законодавен дом. Од она што можам да го забележам, огромен број на граѓани има се до раскрсницата кај Југодрво, меѓутоа полна и улицата овде кај градската болница. Митингот на ВМРО во Скопје во првата изборна единица следи по големиот митинг кој што ВМРО ДПМН го организираше во Кичево. Пораките од таму ги имаме во продолжение. Да се спушти невработеноста некаде помеѓу 17 и 18%. Со отворање на нови 70.000 работни места во Македонија. Ако стигнавме од 560.000 на 720, сега ни е целта најмалку на 700, 790, а може би и 800.000 вработени луѓе во Македонија. Тоа е нашиот главен 4-годишен план. Наш главен проект ни е привлекување на нови инвестиции и отворање на нови работни места за силен економски напредок. Затоа дозволете повеќе да останеме концентрирани на овие теми, а не на темите кои што тие сакаат да ги изборуваме. Не на нивните лаги и манипулации, не на нивната ароганција и подценување на народот. Почитувани, довербата од граѓаните ние базираме на проекти и на реализирани ветувања. Ниту македонецот е грд, ниту државата во која живееме е диазепам, туку ова е горда држава во која генерации македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци живееле и ќе живеат еден покај друг во суверена, унитарна, цврста, заедничка и економски силна Македонија. Тоа е нашиот концепт. Концептот на ВМРО ДПМН, концептот на оваа коалиција.
се прекрши политичкиот пазар за еден мандат властолюбие на СДСМ. Беше заедно со вас, со сите кичевчани на протестите на магистралниот пат. И додека Груевски ги поддржуваше кичевчани во својот праведен протест, Радмила Шеќеринска викаше дека некои прашања не заслужуваат одговор. Но тие кои што говореа дека некои прашања не заслужуваат одговор, заслужија да го добијат и да го чујат гласниот одговор на 11 декември. Нема бегање од одговорот на народот. Нема бегање од гласот и волјата на народот. Цаци, денеска активни на терен беа и останатите носители од кандидатските листи на ВМРО-ДПМН во сите изборни единици ширум Македонија. Ги имаме и нивните пораки. Тука зад нас на ова место ќе биде едната од трите сообраќајници, подземни сообраќајници кои се планирани во следната програма. Ова ќе се протега од Народна банка на Република Македонија до владата на Република Македонија. Предвидена е на две нивоа раскрсница кај Судската палата и Мавровка и третата е подземна сообраќајница на потегот на Јужниот булевар. Добро, денеска сакаме да промовираме повеќе мерки за вработување на млади лица. Би сакал да истакнам неколку. Првата мерка која што во следниот период ќе биде на располагање на младите луѓе е кредит во висина од 7.000 евра за секое младо лице до 29 години, кој што ќе најде начин да направи само вработување. Кредитот ќе е со 18 месеци грейс период и рок на отплата 66 месеци со само 1% камата. Оној млад човек кој што ќе успее да создаде дополнително работни места за своји другари, пријатели, нели, во таа генерација, ќе добива за секое следно вработување уште дополнителни 4.000 евра кредит од државата со овие екстра поволни услови. Имаме намера поголем број на проекти да ја реализираме тука, ги презентиравме, значи поврзани со патот, поврзани со здравството, поврзани со безбедноста на граѓаните, со училиштето, образованието и цела низа на други проекти. Значи, приемот е добар, драго ми е што сум тука и очекуваме голема победа, историска победа и во Урвич и во Јеловјане. Цаци, за крај уште само да најавиме дека студиото на Сител овде во центарот на Скопје останува отворено се до вториот дневник некаде пред 23 часот, за кога најавувам нова анализа со уште еден гостин кој го чекам овде во нашето студио. Цаци? Александар, ти благодарам.